Здраво првачиња! Јас сум наставничката Марија и денеска ќе ви одржам час по музичко образование. На овој час по музичко образование ќе учиме за пријатни и непријатни звуци. Како и секој час, и овој час има своја цел. На овој час ќе научиш да ги забележуваш и разликуваш различните звуци од природата и околината. А исто така ќе научиш да искажуваш и сопствено доживување на пријатни и непријатни звуци од природата и околината. За овој час ќе ти биде потребен еден бел лист хартија и училишниот прибор. Застани го видеото, подготви се и почнуваме. Да размислиме. Што е тоа звук? Кој ги прави звуците? Какви звуци слушаме околу нас? Дали знаете што е тоа звук кој ги прави звуците? И какви звуци слушаме околу нас? Може би знаете, а може би и не. И не е страшно. Сега ќе научиме. Секој предмет може да произведува звук. Еве, на пример, пилињата на дрвјата си прават свој звук. Тоа се слуша вака. А ова е дување на ветер, кој ги суши овие алишта. А оваа бушалка како звук произведува? А сега слушнавме труба. Така. Плескање со рачињата. И водата во морињата и езерата создаваат некаков звук. А исто така и сечењето дрва и удирањето со чекан, ковењето шајки создава звук. А ова сте го слушнале? Не време. И автомобилите се создаваат звук. Вам добро познат. И течењето на водата од чешмата создава звук. Значи, секој предмет околу нас прави некакви звуци. Но звуците можат да бидат различни. Едните се природни и затоа што ги создава самата природа го добиле ова име – природни. Каков природен звук е овој на ветерот? Другите се вештачки. Вештачките звуци се создаваат од некои машини, апарати, возила, инструменти. Еве како ова, на пример. Човекот мора да удира на тапанот за да се произведува звук. Или овој мотор. А третите пак се оние кои што ги создаваат животните и тие се викаат животински звуци. Како песната на пилето или мјаукањето на мачето. Ајде да видиме уште неколку природни звуци. Еве, фрнењето на дождот, шумолењето на лисјата, кој што, ако сме малку подалеку, и не можеме така да го слушнеме. Тоа е тивок звук. А додека грамотевиците, тие се слушаат многу гласно. А исто така и ветерот, доколку е јак и силен, можеме да го слушнеме со нашите уши. Да видиме и некои вештачки звуци. Кој го создава овој звук? Така е, хеликоптерот. А овој?
Ова е будилник. Во право си, авион. Дали ти е познат овој звук? Ова е звук на возот. А третите рековме дека се животински. И сега вие ќе ги погодувате. Така, тоа е крава. Жаба. Ранобудното петле. Кучето. Конјот. Браво за тебе. Сега, слушнавме многу звуци, но дали сите предизвикуваа исти чувства кај нас? Да видиме какви чувства предизвикуваат звуците кога ги слушаме. Ајде да се обидеме сами да откриеме какви чувства ќе ни разбудат овие звуци. Како се чувствувате кога ги слушате овие звуци? Јас се чувствувам многу пријатно. Но дали ќе се чувствуваме пријатно и кога ќе ги слушнеме овие звуци? Какви чувства ни буди оваа сирена? А овој мотор? А ова налутено куче? А оваа бушалка? Јас да ви кажам право, не се чувствувам баш пријатно кога ги слушам овие звуци. Доколку звуците се многу гласни, тие можат да предизвикуваат непријатни чувства. Овие првите ни предизвикуваат пријатни чувства, а додека другите непријатни. Затоа ќе кажеме дека звуците можат да бидат пријатни и непријатни. Пријатните звуци не опуштаат, ни будат убави чувства и ни прават убаво расположение. За разлика од нив, непријатните звуци најчесто се гласни, не вознемируваат, ни создаваат страв и непријатно расположение. Звуците можат да бидат создадени и од музички инструменти. Тогаш тие се викаат музички звуци. Постојат многу видови на музички инструменти. Можеби некои од овие инструменти веќе сте виделе и ги познавате. Доколку не сте, немојте да се грижите. На наредните часови по музичко образование ќе ги научиме овие инструменти. Музичките инструменти ни даваат пријатни звуци за слушање. Ајде да видиме како звучат некои од музичките инструменти. Ова е звукот на електричната гитара. А ова е звукот на тапанот. А ова е кавал. А вака звучи клавирот или пијаното. А ова е гајда. А вака звучи зурлата. А сега ќе го слушнеме и звукот на виолината. Но што мислите? Дали звуците од музичките инструменти се секогаш пријатни за нашето уво? Доколку музичарот добро свири на својот инструмент,
тогаш ќе слушаме пријатни звуци. Меѓутоа, доколку некој не знае да свири и само удира по инструментот или ги тегне жиците, тогаш ќе се произведе непријатен звук. Значи, за да произведуваме пријатни звуци од музичките инструменти, треба да знаеме да свириме на нив. А сега да видиме кои од овие звуци за тебе се пријатни, а кои непријатни. Сега ќе го застанеш видеото, ќе ги одредиш пријатните звуци, а потоа и непријатните. Па ќе направиме проверка. Може? Се надевам дека веќе си готов. Ајде да видиме дали се совпаѓаме. Пеењето на птиците, удирањето на трианглот, капењето на дождовните капки, ударот на барабанчето, радиото, телевизорот, звуците од ксилофонот, гитарата, мачето. Тоа се пријатни звуци, додека чукањето на клатното на часовникот, сирената, крекањето на жабите во барите, силното брчење на авионот, зуењето на пчелите, осите, мувите до нашето уво, возот кога е блиску до нас, потоа слонот, грмотевиците, автомобилите, хеликоптерот или овој звучник што дава многу силен звук, понекогаш може да ни предизвикуваат непријатни чувства и затоа ќе кажеме дека се непријатни звуци. А сега, ова е една игра за тебе што треба внимателно да ја проследиш за да можеш да ја завршиш твојата наредна задача. Овде се дадени неколку сликички што ние ќе ги сместиме или во пријатни звуци во ова поле, или во непријатни звуци во ова поле. Ајде да видиме. Радиото ни прави какви звуци? Така е, пријатни. Бормашината? Непријатни. Грамотевицата? Непријатни. Смеењето на бебето е пријатен звук. Сирената од амбулантното возило ни прави непријатни звуци. Мачето? Пријатен звук. Оваа моторна пила прави непријатни звуци. Овај трубач секако дека пријатна музика ќе произведе. Хеликоптерот непријатен звук. А што мислите? Овој вака со слушалките што си легнал во фотелјата, дали му се пријатни звуците? Што он вака си ужива? Па секако дека се пријатни. Пиленцето? Така, во право си. И свирењето на пијанистот е пријатен звук. Сега се надевам дека ќе ти биде лесно да ја завршиш и твојата задача. Некој од повозрасните ќе ти нацрта ваква табела, а твоја задача е во првото прозорче да нацрташ неколку предмети од твојата околина што ти предизвикуваат пријатни чувства или пријатни звуци, а во второто поле ќе нацрташ неколку сликички од предмети што прават непријатни звуци. Се надевам дека ти беше интересен овој час и дека многу научи на него. Ти благодарам на вниманието.